По околу 7 месеци работа денеска беше пуштена во употреба реконструираната обиколница во Крива Паланка. Станува збор за пат во должина од 4,5 километри, широк нешто над 7 метри. Премиерот Христијан Мицковски на пуштањето во употреба на патот рече дека ваквите проекти се додадена вредност за граѓаните, но и за економијата. Станува збор, како што рече, за значаен проект кој што е дел од коридорот 8, кој е продолжение на експресниот пат Страцин-Крива Паланка и патна врска со граничниот премин Девебајр кон Бугарија. Многу е важно дека во периодот кој што следува овде во Крива Паланка и во овој дел од Македонија ќе поминат неколку стотици милиони евра инвестиции кои што ќе ја поврзат Македонија со коридорот 8 со соседите, а Крива Паланка е влезна точка на делот од коридорот 8 во Македонија. Дека ова не е само обиколница на Крива Паланка, туку е значаен проект и дел од коридор 8 и поврзување со соседна Бугарија, истакна и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Николовски најави отворање и пуштање во периодот кој следи и на други проекти, како во патната, така и во железничката инфраструктура. Рече дека се во преговори со Европската Унија за да се обезбедат средства за последниот дел од патниот коридор 8 од Романовце до Страцин. Се надевам дека за брзо време ќе дојдеме и со добри вести за фаза 2 која што треба да го поврзи Белјаковце со Крива Паланка, на тој начин и да имаме на дневна линија воз кој што ќе оди од Крива Паланка до Скопје, што многу исто така ќе значи за бизнисот и за луѓето кои што живеат овде. Во преговори сме и започнати се разговорите за продолжувањето на коридорот 8, веќе ова е дел од коридорот 8, патот А2, од Страцин преку Стрезовце до Романовце. Со тоа ќе има една заобиколница околу Куманово. Од владата исто така посочија дека со реконструкцијата и на најголемиот, како што рекоа, македонско-бугарски граничен премин Девебајр ќе се подобри транспортот и трговијата меѓу двете земји и пошироко, меѓутоа очекуваат и побезбедно и побрзо патување на граѓаните до Софија.